Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Понеделник на седница на Совет за одлука за овластување за продажба на доминантен пакет акции на ФК Пелистер. Собрани подписите за иницијативата Чист воздух во Битола. СДСМ за тутунот. Почна да се работи улица Широка. Земјотрес со јачина од 4,3 степени според Рихтеровата скала над длабочина од 10 километри со епицентар во Грција. Попланево се почувствува и во Битола. Земјотресот се случи околу 14 часот и 30 минути и ги вознемири граѓаните на Битола и околината. Епицентарот на земјотресот се наоѓа 32 километри јужно од Битола и 140 километри од Скопје. Понеделник на седница на Совет ќе се носи одлука за давање согласност за продажба на акциите на фудбалскиот клуб Пелистер. Оливера Михајловска. В понеделник Битолскиот совет ќе одржи 24-та седница со 9 точки на дневен ред. Првата точка по која ќе се дискутира е одлука за овластување на градоначалникот на општина Битола за продажба на доминантен пакет на акции во сопственост на општина Битола во Друштво за спортски дејности фудбалски клуб Пелистер АД Битола. Според членот 1 во одлуката се утврдува право за продажба на доминантен пакет на акции на општина Битола во АД ФК Пелистер, запишани во Централниот депозитар за хартии од вредност како 250 акции во вредност од 25.000 евра, односно 1.537.500 денари. Во вториот член се вели: поради неуспешноста на постапките за продажба на акциите спроведени согласно одлука за продажба на акции во сопственост на општина Битола во Друштво за спортски дејности фудбалски клуб Пелистер АД Битола, донесена од Советот на општина Битола на 30 мај 2014 година, се овластува градоначалникот на општина Битола да изврши евалуација на алтернативни понуди пристигнати во архивата на општината до 12 септември оваа година и склучи договор со најповолниот понудувач, имајќи ги предвид следниве критериуми: минимален рок на стопанисување со клубот од 5 години, износ на средства кои се обврзува да ги инвестира, стабилен развој на фудбалскиот спорт на подрачјето на општината, гаранции за висок пласман во првата фудбалска лига, можност за материјално-финансиска соработка, менаџирање и поддршка на други спортски екипи од највисок ранг на надпревари во Република Македонија на подрачје на општина Битола. Членот 3 предвидува по спроведената постапка Советот на општина Битола на предлог на градоначалникот на општина Битола ќе донесе одлука за продажба на акции во определен број и вредност, а согласно спроведената постапка за евалуација од членот 2 од оваа одлука. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во службен гласник на општина Битола. Денес започнаа градежните зафати на улица Широка. Вкупниот проект изнесува 30 милиони денари. Маја Богоевска. На улицата Широка во Битола денес започнаа инфраструктурните активности со кои на оваа улица ќе биде поставена нова канализациона мрежа во должина од 700 метри, како и нова водоводна мрежа. Ова е исто така побарање на граѓаните од овој дел. Ова е многу специфично место од повеќе аспекти и решивме тука навистина повеќе да се посветиме. Значи знаете дека има еден подпорен зид за кој што изготвуваме еден проект кој што се надевам дека идниот период кој ќе биде завршен, ќе најдеме начин и подпорниот зид да го направиме. Значи навистина им е потребен. А денеска работиме на поставување на канализацијата, идниот период и на водноводната мрежа и коловоз. Значи, канализацијата е некаде во вредност од над 6 милиони денари, а водоводната мрежа над 4 милиони денари, а вкупниот проект со се асфалтирање на крат, кој ќе се постави коловозот, е околу 30 милиони денари. Се започува секогаш се со канализацијата, затоа што ние копаме најдлабоко и поставуваме нашите системи. Овде ќе правиме канализација во должина од околу 700 метри, 500 метра е главниот цевкол кој ќе пуштиме и 3 краци од околу 200 метри, значи се нас околу 700 метри. Истака градоначалникот дека околу 6 милиони 300 инвестицијата. Важно е да се каже дека во овој дел, значи најголем проблем воопшто на Бајра се канализационите системи и во таа смисла, значи општината секоја година се повеќе средства вложува во тој дел и на тој начин, значи успеваме да обезбедиме подобро место за живење на граѓаните и во овој дел на Битол. На овој начин, вклучувајќи и досега преземените активности, значително се решаваат проблемите на жителите од урбаната заедница Тодор Ангелевски. Направена е на, да речам, улица малце специфична,
крајот на Христијан Карпош на излезо на кај Кркардаш со големи маки е направена и е голема благодарност за тие луѓе што живеат таму. Моментално се работи на улица Работничка, се клава подпорен зид и други градежни работи што треба да се прават. Значи, како што кажа градоначалникот, директорот на Нискоградба, овие горчливи проблеми како што бе овај зидо и другите подпорни зидои ќе бидат решени. Значи, кај нас досега соработката е на едно високо ниво. Откако се ќе биде завршено, улицата ќе се асфалтира. Потребниот број на потписи за граѓанската иницијатива Битола сака чист воздух. Иницијаторите денеска рекоа дека ќе ги достават до градоначалникот на Битола Владимир Талески и дека очекуваат тој на наредната седница на Советот на општина Битола да ја постави како точка на дневен ред. Како што денеска изјави Иван Јерчич, тие бараат најпрво да се оспособи мерната станица во Битола, која потолку време не е во функција, а потоа да се откријат и оние кои го закадуваат воздухот во Битола. Па да, еве веќе дојавме до таа фаза во која што ги собравме потребните потписи за да се покрене некаква граѓанска иницијатива која што тоест да се формулираме како некакво легално тело, ако можам така да го наречам. За граѓанска иницијатива се потребни многу повеќе потписи, но сепак и со овие повеќе од 100 потписи, минимумот е некаков на 100 потписи со кои што можеме да покренеме некаква граѓанска иницијатива, тоест да го доведеме на да го понудиме на дневен ред прашањето за загаденоста на воздухот во Битола и колкуто е загаден. Денес имаме намера да ги однесеме подписите во општина Битола, да побараме средба со градоначалникот. Најпрво, бидејќи не сакаме да одиме преку тие сите правни средства, сакаме да ги искористиме со оглед на тоа дека така и решивме во самото наше основање. Да побараме средба со градоначалникот, тој да го предложи тоа како точка на веќе на наредната седница на Советот на општина Битола, за да се утврди некаква одговорност и во најкус можен рок да се изврши поправка и санирање на мерната станица Битола 2, која што повеќе од 2,5 години не работи. Кога веќе една мерна станица не работи повеќе од 2,5 години, тогаш ни самите не можеме да утврдиме точно кои се загадувачите. Тоа им го оставаме на надлежните. Уште во самите први наши обраќања и излегувања во јавност ние напоменавме дека ние не сме никакви експерти во однос на прашањето, но сепак сме загрижени граѓани кои што бараат некаква одговорност од некого, бидејќи е очигледна е ситуацијата дека воздухот во Битола е загаден, само треба да се утврди колку и од кого е загаден. Па за сега не контактиравме ниту со една политичка партија, како што и напоменавме во нашето прво излегување во јавноста, ние не сме припадници, ниту пак сме поблиску ниту до едната, ниту до другата опција. Ама тие гласаат? Тие гласаат, но сепак тие треба да гласаат како представници на целиот народ во Битола, во општината и околните општини, морам да напоменам, бидејќи Прашањето беше дали само ги запознавте со вашата иницијатива? Па видете вака, тие се запознаени со иницијативата и доколку сметаат дека ова не е загрижувачки, доколку сметаат дека да го искористам и нашиот слоган, за нив не се работи, тогаш слободно можат да гласаат и против иницијативата и не мора ни да бидат загрижени околу тоа, или да гласаат за, точно, да, не прејудицирам ништо. Ако ми сметаат дека целата оваа работа не вреди никаков труд или не вреди не вреди нивниот глас да биде кренат за да се санираат овие работи и да Битола да добие почист воздух, тогаш не гледам и зошто и целото ова го правиме. СДСМ денеска преку пресконференција им се обрати на тутунопроизводителите да бидат внимателни, додека овие произведувале легално и по прописи, некој друг нелегално се богател. Дека вие, честните производители на тутун, се соочувате со една од најтешките реколти досега, на само 10 километри одовде, во општина Могила, некој дебело заработува од огледување на тутун на црно. Еве фотографии од земјиштата на кои што е посаден крупнолистниот тутун тип Вирџинија. Вие знаете дека за овој тип тутун Вирџинија нема откупни предпријатија во земјава, а според законот тутун може да произведува само земјоделци кои што имаат склучено договор со откупно предпријатие. Не се работи за мали парцели. На десетици хектари земјоделско земјиште вон законски се произведува крупнолистниот тутун тип Вирџинија. Според информации на искусни тутунопроизводители, откупот на недозволениот крупнолисен тутун се врши за цена помеѓу 5 и 7 евра за килограм. Тоа е помеѓу 300 и 420 денари за килограм од овој тутун на црно. Колку е платена вашата честна тутунарска мака? 110 денари, 180 денари најмногу по килограм тутун. Споро, по низа ценкања,
со откупувачите и власта. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по добиените сознанија од теренот за нелегално производство на тутунот преку Државниот инспекторат за земјоделство изврши неколку контроли во периодот од 5 до 15 септември во атарот на селата Могила и Кукуречани. При контролата констатирано е дека има нелегално производство на широколистен тутун на околу 60 хектари, за кои нема склучени договори со откупни предпријатија. Нелегално производство е пронајдено кај 24 физички лица, на кои согласно законот за тутун им е изречена казна во висина од 600 евра и им се издадени решенија за забрана на производство и пласман на овај тип на тутун. Инспекторите повторно извршија контрола и констатираат дека од 24 лица 12 не се придржувале на решенијата за забрана за производство и пласман, поради што на овие лица согласно законот за тутун ќе им биде изречена казна од 1500 евра. Полицијата во Крит со 3 глисери и 1 хеликоптер уште од 13 септември го пребарувала морето северно од островот во потрага по исчезнатата 23 годишна македонка Дениса Марковска, пишуваат дел од грчките медиуми. Последната трага од Марковска, според капетанот на бродот кој го пријавил исчезнувањето, се губи сред море на рутата од Карпатос до Касу во заливот Мирабело. Кога пристигнал бродот во пристаништето Агиос Николаос, веднаш започнала акцијата за идентификација на исчезнатата девојка под координација на критската полиција, пренесуваат грчките медиуми. Бродот имал екипаж од 48 члена и патувал од пристаништето во Родос кон Агиос Николаос. Марковска веќе 2 години работела на бродот и неодамна потпишала уште еден договор за работа на истиот брод. И денеска за манаки во светот денес на тера. За Хераклеја ќе се изготвува план за управување. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Во Битола презентирани изложбите Пример на хуманост и спомен слики незаборавни животни истории од 20 век. Се одржа третата Балканска конференција на кинематографери. Рускиот филм Левијатан ги воодушеви битолчани. Земјото е со јачина од 4,3 степени според Рихтеровата скала на длабочина од 10 км со епицентар во Грција е почувствуван во Битола. Председателот на така наречената република Илирида Невзат Халили, премиерот Баки Сулемани, председателот на Националниот фронт за човекови прави и слободи Идрис Синани во Куманово од 12 до 14 свечено ќе ја прогласат републиката, јави порталот Алмакос. Нелегално производство на 60 хектари широколисен тутун без склучени договори за откуп кај 24 физички лица, констатира Државниот инспекторат за земјоделство при контролите спроведени во првата половина од месецот. Екстремистичката организација на Исламската држава објави видео во кое САД ги предупредуваат на тоа што ги чека американските војници во Ирак, доколку Обама во таа земја праќа трупи. Јужнокорејските власти уапсиле американец кој се обидел пливајќи преку пограничната река Хан илегално да влезе во Северна Кореја. Канада вчера воведе нови санкции против Русија со кои се опфатени 4 војни генерали, банки и производители на оружје. Преку заедничка соработка на 4 организации за битолска Хераклеја ќе се изготвува план за управување. Целта е повеќе институции да се вклучат со цел развој на самиот локалитет. Оливера Михајловска. Од програмата за изработка на планови за управување, дел е и Македонија, односно битолска Хераклеја Линкестика, која е археолошки локалитет покрај останатите земји учеснички во овој проект од 7 земји од Западен Балкан. Вклучени се Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Хрватска и Босна и Херцеговина, за кои исто така ќе се изработува план за управување. Партнерството е креирано од 4 организации, каде водечка е Фондацијата за културно наследство без граници. И еден од планова на кој се фокусирamo u
Еден од плановите на кои се фокусираме во Македонија е изработка на план за управување на Хераклија Линкести. Она што навистина е важно е тоа што целиот процес е сеопфатен, партиципативен и се обидуваме всушност мислењето и воопшто стратешките размислувања на сите институции одговорни за овие локалитети да се соединат во еден план на управување кој ќе го одреди правецот на развој на тие локалитети. План управљања кој ќе одредит смерници развоја свих тих локалитети. Оваа соработка преку технички совет е склучена од минато годишно учество на битолски археолози на сличен проект кој ја покренале иницијативата за приклучување кон идејата за изработка на план за управување. Иако Хераклија е под капата на заводот и музеј, тоа не значи дека истата не може самостојно да функционира, што е и цел на изготвувањето на овој план. Можам да кажам дека во еден период, например 60-тите, 70-тите години, за Хераклија се грижеше одбор за Хераклија, беше самостојна и добро одеа сите работи во однос на истражување, во однос на презентација, па дури на публикации кои што во тој период ги има доста. Затоа сметаме дека можеби ова е добар начин да се искористи Хераклија да добие еден план за управување како локалитет и да видиме во иднина како сето тоа ќе се реагира и како сето тоа ќе се одрази на самиот локалитет. Инаку, станувањето на дел од овие 7 земји подлежало на техничка подготовка и процена на потребите од ваков план на неколку локалитети во земјава, но е избрана Хераклија како приоритет. Третиот оскаровец кој беше во Битола е Лука Бигаци. Тој е еден од најголемите италијански кинематографери. Беше во Битола и воодушевен од се замина за Италија. Маја Богоевска. Директорот на фотографија Лука Бигаци е достојно име за одбележување на 3-деценискиот јубилеј на фестивалот Браќа Манаки. Човекот со долга листа на успешни филмски остварувања е гостин во Битола и ја прими специјалната награда за придонес во филмот Златна камера 300. Вели дека се уште се радува на секоја награда како да му е прва во кариерата, иако постојано се преиспитува дали ги заслужува. Можеби најангажираниот италијански директор на фотографија на денешницата има со што да се пофали. Оскар, дури 7 италијански награди Давид Ди Донателло и уште 30 на другиот фестивали од целиот свет. За неговата повторна соработка со Паоло Сорентино вели: "Младоста е новиот наслов на филмот на Паоло Сорентино кој што туку го завршивме со снимање и е наш 6-ти филм кој што сме го снимале заедно. 6 филма се многу и без сомнеш тајната на нашата соработка досега е поврзана со капацитетот да зборуваме едни со други, без да употребуваме зборови. Брзината е еден основен фактор за реализација на еден филм. Секоја минута непрецизност се одразува врз актерската игра и врз нејзината способност да го направи филмот визуелно побогат." Како еден од најнаградуваните кинематографери на денешницата вели: "Јас сум многу среќен човек, имав среќа да почнам многу млад, на 23 години го снимив мојот прв филм како директор на фотографија и од тогаш не сум запрел. Ја имав среќата да работам секогаш со добри режисери и признанијата пристигнаа многу брзо. И денес кога добивам некаква награда, емоцијата е иста како првиот пат. Заедно со убавата емоција останува и чувството на незаслужена награда, но тоа е веќе друг проблем со што би требало сериозно да се занимава некој психоаналитичар." За односот со авторите и актерите, вели дека е еден од факторите што ја прават неговата работа интересна и секогаш поинаква. Тој вели: "Јас не се ограничувам само на местење на светлото во филмот на кој работам. Јас сум и камерман и преку снимањето го создавам односот со нив со невербална комуникација и тоа е изненадувачки фактор." За големата убавина вели дека е многу комплексен и тежок филм. Тоа е филм, вели, што зборува за љубовта на еден град Рим и за една земја Италија, кои беа силувани и изобличени во својата убавина во овие 20-ти години моќ на Берлускони. Тој филм исто така зборува за човечката деградација што таа политичка моќ ја предизвика и остави последици на сите италијанци. Тој е еден тажен филм, а на моменти и досаден. Поради тоа многумина се почувствуваа невредени од филмот затоа што се почувствуваа дека се представени полошо од какви што се, вели Бигаци. За дигиталната технологија вели: "Дигиталната поддршка беше инфериорна во однос на аналогниот филм до пред 2-3 години. Веќе можам да кажам дека квалитативните резултати на дигиталниот филм се супериорни во споредба со драгиот стар филм. Дигиталната технологија е побрза, почиста, посензитивна, поекономична од филмот. Таа е огромна помош за нас, директорите на фотографија. Дозволува повеќе да се осмелиме, да бидеме похрабри. Се работи само за надминување на конзервативната мисла и промена на стилот, да бидеме пореалистични и поедноставни во осветлувањето."
Фестивалот се подготвува и за големата премиера на филмот Децата на сонцето. Закажана е за впеток на свеченото затворање на Манаки. Во меѓувреме доаѓа и Милчо Манчевски. Еве дел од интервјуто со директорката Лабина Митевска од синоќешната емисија Кон звездите со тера посветена на Манаки. Добре дојде и како Битола те поднесу или пак ти неа? Првенствено би сакала најискрено да ви се заблагодарам на телевизија Тера и на овој убав тим, затоа што секоја година, а посебно оваа и минатата, навистина толку многу не пратите и толку многу не поддржувате и навистина тоа многу ни значи на фестивалот и на нашиот тим и мислам дека и на цела Битола. Сега за сега се издржува добро. Убаво е, насмејани сме, ведри сме, со сите оние турбуленции околу, но мислам дека имаме прекрасни филмови, одлична програма, фантастични гости, така да не дозволуваме скандалите кои собствено си ги создаваме, мислам македонците, да се одразуваат на нас. Ова е интернационален фестивал, најдоброто од светот го носиме на Манаки, најдобрите гости ги носиме тука. И тоа е тоа. Во едно убаво расположение сме се уште. Во едно од интервјуата токму за нашата телевизија, филмскиот критичар од Сараево ве пофали дека сте освен добра актерка и добар организатор. Колку е голем предизвикот да се организира еден ваков интернационален фестивал, сега веќе јубилејно 35 издание? Предизвикот е голем, затоа што секоја година сакаш да одиш едно скалило понапред. Тоа го имам кажано пред 6 години кога го презема фестивалот, многу наивно го преземав. Од оваа перспектива никогаш не би го земала и никогаш не би го правила ова што го правам, затоа што ентузијазмот постои, но е многу тешко, навистина е тешко. Тешко е од аспект што и тоа не сакам да го кажам и мразам да го кажам и многу нечесто се жалам, но буџетски сме лимитирани. И она што го правиме со буџетот кој го имаме е навистина, мислам дека чудо и некогаш осеќаш дека немаш толку креативност колку што имаш во глумата или во продукцијата, туку дека ти е многу технички и секогаш како магионичар се трудиш да сите коцки ги вклопиш. Лабина во предметот. Снимката ја видеа битолчани што емитувавме пред 20 години како изгледаш. Да. Фантастично. Мислам дека тоа се најубави моменти од телевизијата што остануваат материјалите што можеш да ги гледаш. Така, дел од фестивалот е посветен нели токму на култниот македонски режисер Милчо Манчевски. Да, тоа не е огромно задоволство. Милчо пристигнува на 18 од Њујорк, ќе допатува затоа што таму прави кастинг на новиот филм. Значи шпекулација дека нема да биде нови фестивал Манчевски. Доаѓа ли? Ние му купивме карта како нема да биде. Деновиве читаме велат Милчо Манчевски вели ставил фотографија од Њујорк, не доаѓа. Да, точно е во Њујорк, нема купивме карта за Њујорк, а некојте сега да ми правите вака. Да, доаѓа, на 17 пристигнува Македонија, на 18 тука, на 19 Ете, и на таква фотографија на социјалните мрежи може да направи дилема и да ги побрка работите. Не доаѓа и на наше големо задоволство, освен што ќе добие наградата од Друштвото на филмски работници, освен што овие денови тече неговата ретроспектива и кој што исто така киносалите се полни, исто е убаво што се согласи да направиме еден токвит, мастер-клас кој во недела ќе биде во петок во 15 часот. Отворен за публиката, отворен за сите филмски деци. Во вчерашната емисија, меѓу другите гости, беше и градоначалникот Талески. Колегата Башуровски со него зборуваа и за киното на Манаки и за современата опрема која ја има Центарот за култура, а каде битолчани можат да се дружат постојано со филмските достигнувања. Неколку пати јавно кажавте дека може би рецептот за сето ова да биде вака како што е Лабина Митевска, но таа сама нели не може да функционира заедно со вас како локална самоуправа. Зошто таа успеа да направи еден ваков фестивал? Видете, значи ние не се сменивме, ние сме истите и претходно ги дававме максималните услови, меѓутоа мислам дека имавме недоразбирање во концептите.
кога се направи еден обид да се пресели фестивалот од Битола во Скопје, значи тогаш моравме максимално да реагираме, иако и тогаш ги дававме практично сите поволности или сите услови кои што може една општина да ги даде, впрочем тоа го правиме и денеска. Се разбира, се подобруваме од година во година, секоја година сакаме да дадеме што повеќе услови, за да имаме подобар фестивал, да го подигнеме реномето, квалитетот и така натаму, меѓутоа тогаш имаше големо недоразбирање во концептите. Апсолутно, јас не можев да се согласам дека фестивалот на Филмската камера, интернационален фестивал, значи браќа Манаки, да биде во друг град. Значи не може, тоа едноставно таму не припаѓа, припаѓа овде. Значи тие може да си прават 1, 2 или 5 други филмски фестивали, нека бидат и подобри, нека бидат и поинакви, меѓутоа таму не може да функционира фестивалот Браќа Манаки, затоа што тој вистинската точна вредност ја има точно овде во Битола, значи на оваа кота, во оваа точка на Балканот, затоа што историјата тоа го кажала, значи не сме го кажале ние. Наша обврска е да го почитуваме она што е вистина и затоа е најдобар фестивалот во Битола. И затоа тие ќе добијат нели кино, а во оваа сала ја имаат во моментов најмодерната техника за кинопроекции, 30.000 публика за неколку месеци, тоа е рекорд што во последните 20 години според Државен завод за статистика не е постигнат. Видете да ви кажам, значи деновиве има повеќе теми што се однесуваат на Битола, токму така браќата Манаки, ние луѓето кои што денеска живееме во градот, ценевме дека треба да се одолжиме, толку за нив го правиме киното Манаки, киното во кое што тие работеле, одиме со реконструкција, се надевам дека за скоро и втората фаза ќе започнеме. Ова кино исто така е најопременото кино, значи со најдобрата техника, со најдобрата опрема, не затоа што треба да се пофалиме, туку бидејќи таа е последна набавена од сите опреми за сите 3D кина во Република Македонија, така што практично го имаме најдоброто технички технолошко остварување или нешто возможно што може најдобро да се инсталира во 3D киносалите, токму во оваа сала. Оттаму мислам дека сега и сликата и звукот се на високо ниво и се разбира многу се битни копиите, односно во какви формати ги добиваме филмовите, затоа што не секој филм може да ги користи поволностите во салата што ги имаме. Многу зависи значи како го добиваме. Ако го добиеме во соодветна техника или технологија, значи во 3D, тогаш апсолутно максимални се поволностите, тоа може да се следи во оваа сала. Но доколку добиеме на пример стерео или друга варијанта или во друг формат филм кој што е пристигнат во Битола, тогаш тој не може максимално да се следи, но ќе се следи просечно како во останатите кина. Така што мислам дека и тука предностите се веќе големи и се надевам дека со квалитетниот избор на наслови и добри филмски продукции, дека публиката максимално ќе се врати во киносалата, а тоа не зависи само од нас, нели? Се зависи од организаторите, од селекторите на филмските наслови, од гостите кои што ни доаѓаат и не е целта само овие неколку дена, само овие 7-8 дена да бидат присутни љубителите на филмот во киносалата, туку тенденцијата и целта е тие преку целата година да се одберат своји филмски содржини и да доаѓаат и да ги гледат филмовите. Еве што донесува светот. Парламентот на Украина му даде посебен статус на Донбас. И за други вести од светот по паузата останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали ја следите програмата на филмскиот фестивал Браќа Манаки? Редовно, повремено, не ја следам. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Во Шкотска денеска е последниот ден од кампањата за престојниот референдум за независност. Утре гласачите ќе треба да се изјаснат дали се за отцепување или за остаток во рамките на Велика Британија. И двете страни се обидуваат до последен момент да ги убедат неопределените гласачи да го дадат гласот токму за нивната опција. Британските медиуми јавуваат дека полицијата ќе биде во состојба на зголемена готовност утре и задутре без разлика на исходот на референдумот. Последните резултати од анкетите покажуваат дека тесна разлика има меѓу оние кои се за и оние кои се против отцепувањето, со блага предност на гласачите кои сепак би сакале Шкотска да остане во Велика Британија. Три анкети денеска на ден пред изјаснувањето
објаснувањето и даваат блага предност на опцијата против отцепување. Против независноста на Шкотска се изјасниле 52%, додека за независност 48% од анкетираните. Европската Унија може да издржи 9 месеци без испораките на газ од Русија, соопшти рускиот портал Виести, повикувајќи се на представници на Европскиот парламент. Според пресметките на европратеникот Јачек Сарлјус-Волски, гасот од Руската Федерација делумно ќе се компензира со испораки од Алжир и Норвешка. Тој потсетува дека струјата на 30% од потрошувачката на енергија во рамките на Унијата е обезбедувана од Русија. Цело време Европската Унија ќе троши газ од складишта и ќе купува газ од алтернативни снабдувачи од Алжир, Норвешка и течен природен газ од САД. Пред една година беше спроведена слична анкета за поединечен случај, ако Европската Унија сака да го користи гасот како санкција, вели Волски. Парламентот на Украина му даде посебен статус на Донбас. Усвоениот закон за амнестија ги одредува и условите под кои лицата опфатени со него се ослободуваат од кривична и административна одговорност, додека законите за широка автономија на источните области, поднесени од украинскиот претседател Петро Порошенко, вклучуваат самоуправа на источно-украинските територии околу Донецк и Луганск, контролирани од проруските бунтовници. Предвидени се предвремени локални избори во овие региони. РИА Новости пренесува дека властите од самопрогласената Народна република на Донецк сметаат оти законот на Порошенко не е повеќе актуелен, додека пак премиерот на самопрогласената Луганска република Генадиј Ципкалов истакнал оти народот на истокот на земјата веќе направил избор, а тоа е отцепување од границите на Украина. Еболата е закана за глобалната безбедност. Американскиот претседател Барак Обама ја опиша епидемијата од смртоносната ебола во Западна Африка како закана за глобалната безбедност. Обама најави поголема помош на САД во обидот да го запрат нејзиното широње. Тој истакна дека САД ќе испратат дополнителни 3000 трупи во Западна Африка и дека борбата против еболата подразбира глобална поддршка. Светската здравствена организација предупреди дека од вирусот на ебола досега загинаа речиси 2500 луѓе. На Балканот годинава се случија најголемите поплави на овие простории, како што повеќе немало во последните 100 години. Дали овие катастрофи ќе станат секојдневие? По обилните дождови што летото ја зафатија Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, опасност од ново невреме се уште има, особено по поплавите од изминатата недела, кои направија хаос, а однесоа и неколку жртви. Новиот циклон Талија во Босна и Херцеговина повторно поплави неколку општини, а во Црнагора невремето предизвика проблеми во повеќе градови, особено во Бар и во Улцин. Силни грмотевици проследени со пороен дожд изминативе денови зафатија голем дел од Далмација. Најлошо било во Водице, Шибеник, Сплит и Макарска. Пороен дожд го зафати Дубровник, а најмногу дожд падна во Трубуња, каде што наврнало 170 литри на метар квадратен. Поради големите поплави кои ја погодија Хрватска, проблеми има и во железничкиот сообраќај. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен.
Еве прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тера телевизија.